Здраво на сите и добре дојавте во еден малце поразличен концепт на видеа од движење Бојкотирам. Бидејќи немаме многу пристап на традиционалните медиуми и дури на нетрадиционалните медиуми, например како што е емисијата на Миленко, аз сме често тема на дискусија таму од луѓе кои што директно не се поврзани со движење Бојкотирам, иако потенцијално некогаш имале улога во самото движење Бојкотирам, во иницијативата Бојкотирам, да речем, од референдумот и председателските избори. Решивме да направиме еден ваков модел на видео, каде што имаме шанса да YouTube е така демократска платформа и ни дава шанса да му даеме одговор и да влеземе така во некоја комуникација со луѓето кои што, да речеме, ја користат нивната платформа да зборуваат за нашето движење, без да направат напор да ни дадат шанса да можеме да да можеме да си ги изнесеме нашите аргументи, да можеме да се одбраниме, да можеме да кажеме што е нашето мислење, што е нашата поента. И така, еве сега нема звук, ама ќе ја гледаме во принцип емисијата на Миленко заедно. Да речеме јас и вие, и каде што ќе имаме нешто да кажеме, да речеме ќе влеземе во диалог со Миленко. Ќе дојде време за законот за ЈО ќе биде, не ќе биде, за предвремена ратификација за влез во НАТО, за распуштање на парламент, па така ќе морам да искомбинирам своето задоволство. Нема да си го... Значи, јас ќе ги прекинам работите што се малце така досадни и неповрзани и ќе одиме само на поинтересните работи. И она што важи за нас е она на Диоген кон нашиот цар, а таа е: не ми го земај она нешто што не можеш да ми го дадеш. Во тој случај таму било за сонцето се работело, во овој овде наш случај се работи за името. Не ми го земај она што не можеш да ми го дадеш. Не можеш да ми дадеш име, не можеш да ми дадеш име на држава, на нација, на народ, на историја, на култура, на традиција. Не ми го земај тоа што не можеш да ми го дадеш. Ова би рекол дека е првиот пример за една демагогија од Миленко. Значи, целокупниот проблем на Македонија е конкретно во тоа за кое што тој зборува. Значи, проблемот е дека не е проблемот како ние сами се викаме. Значи, проблемот е како не идентификуваат другите луѓе околу нас. Значи, проблемот на Македонија е дека на Македонија и на македонците специфично не му е дозволено да се идентификуваат, да побараат да бидат идентификувани со она идентитет со кој што сакат да бидат идентификувани, а тоа е да се македонци и да им се вика земјата Македонија. Значи, не е точно дека да речеме дека идентитетот е единствено интринсично извира од самата индивидуа или од самата нација или од самата држава. Ако нема потреба никој да не признава како Македонија, тогаш зошто имавме ние спор со Република Грција? Зошто имаше потреба од Преспанскиот договор? Значи, целокупната работа што е целокупниот проблем и целокупната работа што ние пробваме да регулираме е како да не идентификуваат нас. Што значи овој цел муабет, не можеш да ми земиш тоа што не можеш да ми го дадеш, е некако малце однопаку завртен, затоа што буквално ние тоа го бараме од целокупната меѓународна заедница, од светот и од буквално целокупната цивилизација, да ни дозволи ние да се идентификуваме пред нив, онака како што сакаме да се идентификуваме. Значи, мора тие да ни го не би рекол јас да ни го дадат тоа право, туку да ни го признаат тоа право да можеме да се идентификуваме онака како што сакаме. Што значи, ова е, да речеме, од ниска категорија демагогија, ама сепак демагогија. Одем понатаму се. Можеш да ми дадеш Македонија, затоа не ми ја ни земај Македонија. А токму тоа ни се случува, ни земаат нешто што не може да ни дадат. Сега не разбираат една работа, а тоа е дека тоа што ни го земаат не може да ни го земат. Тоа е додатно сега да го надградаме Диоген, ако ми дозволувате.
Дозволува. Не можеш да ми земеш нешто што не е земливо. Значи од Македонија, од мене, од знамето, дека од Пак истата поента. Ако не е земливо, тога зошто дискутираме? Зошто се буниме за Преспанскиот договор? Значи, буквално Преспанскиот договор ни го зема правото ние да си го користиме, идентитетот кој што ние сакаме да си го користиме. И преку Преспанскиот договор, и преку тоа што европските емисари и меѓународната заедница го повторува дека треба се почитува Преспанскиот договор, тие буквално не ни даваат да си го користиме нашето име. кутлеш, од ова, не можеш да ми ги земеш. Еве го и дури овде и во пепелјарата секаде. Апсолутно можат да ти го земат, затоа што веќе е забрането да се користи символот кутлеш на било која површина, зграда или било кој бренд кој што е поврзан со државните органи на Република Македонија. Значи, дури и било кој државни органи на Република Македонија, според Преспанскиот договор, не смеат да го користат, како се вика, името Македонија само, не смеат да користат придавката македонски само. Единствено што може е приватни граѓани и приватни здруженија, фирми да користат атрибутот македонска и македонски. Да го расчистиме тоа, затоа што не е многу баш јасно кажано. Не можеш да ми го земеш оно што не можеш да ми го дадеш. Неземливо е, затоа што е тоа мисла, тоа е. Вика, знаеш, че мина 2 генерации, 3, уре во ред. Од Александар до сега минале 25. Ама сега, знаеш, овие Европска унија, да, меѓутоа претходно било. Римско царство, Источно Римско царство, Византија, меѓубратски војни, Самуил, Василий. Ова во принцип е валидна поента. Значи никој не може да речеме да ти земи нешто што да речеме во твојата индивидуа, во твојата личност, ама е малце безвезен аргумент, пошто например сличен аргумент е значи никој не можеше на робовите во Америка, на црнечките робови во Америка да му ја земи слободата во душата. Иако можеше да му ја земи слободата во реалниот живот. Така, значи тоа е таква некоја демагогија. Јас не можеш да ми ја земиш душата, такви работи. Мислам апсолутно не држи вода ништо од ова, затоа што објективно според Преспанскиот договор нам ни се забрануваат специфични работи. Отоманска империја, српско робство, бугарско робство, турско робство. Така, преживеавме се тоа. Каква таква државност во рамките на Југославија. Сето тоа се прегрмело, не можеш да му го земеш на народот. Немало. До 45-та ние не сме имале официјално место кај да депонираме било каков пишан материјал. Архив Апсолутно немало, точно. музеј немало, Така е. судови немало, ништо немало, нели? Собрание, држава. И пак останала Македонија и така и ќе остане. Значи, џабе овие потпишувања и така натаму, тоа е во основа. Се здружуваме се усојузуваме и тоа ова е као јамбу најава, ако сте играле. У најава се усојузуваме со злосторничка организација, окупаторска и така натаму. Значи не е толку безазлено, значи ограничувањата во Преспанскиот договор не се толку безазлени како што ги прикажува Миленко и мислам лоша му е аналогијата дека преживеале македонците од не знам од Александар, од Самуил, од српско, од бугарско и така, ама проживеале под тиранија. Значи ние сега и во принцип кога македонците биле ограничени да се декларираат како македонци кога немале држава, во принцип тоа било направено со помош на некаква окупација. Расипаната работа тука е дека значи без окупација, без ништо, внатрешно сами со помош на длабоко незаконски решенија, прекршување на уставот, апсење и пуштање од притвор пратеници, кршење на деловнички правила, буквално мимо закон, правда, било што, на тој начин сега на Македонија му се одзема правото кое што таа до пред 2 години го имаше и комплетно Македонија беше признаена од не знам 100 и кусуро земји како Република Македонија. Значи ние со
самите ние фактички си отстапивме од позицијата што ни беше како се вика нас како предност. И значи сега Миленко тука понатаму ќе се обиди малце да го испери ВМРО од одговорноста дека тоа се случи, ама ќе видиме дали ќе успее. Која па нема ни да трае, ќе се распадне со вториот термин во председателската канцеларија во Овал офис на Доналд Трамп. И ова е малце демагогија, дека знаете што, готово НАТО и ЕУ се пред распаѓање, ако почекаме уште малце, ќе се распади НАТО и ЕУ и некако магично ние ќе престанат билатералните договори кои што ние ги потпишавме со Грција и со Бугарија. Значи ние не потпишавме договори со НАТО, нема некоја условеност во договорот дека ако НАТО постои, договорот постои. Значи тоа е апсолутна демагогија. И да пропаднат НАТО и ЕУ, значи не е битно, не навлегвам во дискусија дали би пропаднале тие или не, ама дури и да пропаднат, поентата е дека новие билатерални договори ќе се останат во сила доколку некој не ги укини. Тоа е тоа. И го изгубија дуелот во Северна Кореја, така да не гледам зашто ние тоа се фаќаме. И од што ќе сме побезбедни, од што не сме до сега биле безбедни. Апсолутно во права е тука Миленко дека значи апсолутно нити на Македонија му е потребно НАТО, нити на НАТО му е потребна Македонија. Целата оваа работа е приказна за мали деца. Сега имаше таму гласање во парламентот и 114 луѓе, од кој еден спиеше, Амди Байрам, гласа и ракоплеска. Еден не ракоплескаше, тоа сите го забележува и Еве sad тука идеме првата бургија. Значи сите ракоплескаа, а еден не ракоплескаше. Кој е тој мистериозен еден што не ракоплескаше? Биленко радо ќе остави на порталите Експрес, не знам Дудинка, Курир, вамте онамте, да изнапишат сите дека Христијан Мицкоски не плескаше. Па види брате, тој значи народен херој е Христијан Мицкоски. Не плескаше, иако сите негови пратеници малтене гласаја за буквално ратификување на името Северна Македонија, што се вика популарно бетонирање, преку гласање за членството, за ратификација на членството во НАТО. Значи апсолутно не е важно дали ракоплескал Христијан Мицкоски или не, затоа што е значи апсолутно неважна работа е тоа. Значи тоа е исто како таблата на Мизрахи. Значи овде сакам само да кажем дека Миленко стално прави вакви бурги, значи тој цело време се поставува како чекај, јас сега ќе му кажем што што мислам на ВМРО, само јас му реков на Грујо вака, само јас му реков на Мицко вака, ама кој ќе дојде работата, да речеме така, до крајната инстанца, Миленко секогаш си заземе една позиција као, знаете како, не чини ВМРО, ама тоа е, мислам, нема друга сила освен ВМРО, само ВМРО. Значи, некако според неговото несување Миленко делува како некоја мрежа која што ги фаќа овие, да речеме, пишван дисиденти од ВМРО, кои се незадоволни од некоја моментална одлука на ВМРО и значи тие кај Миленко гледат некој што ја кажува вистината. Да, Арно му рече на ВМРО, значи гледаш Миленко ја кажува вистината и тој некако ги фаќа во некоја мрежа и ги носи така неколку емисии за на крајот да му речи видете, значи за нигде имат некои чакори погрешни ВМРО, ама сепак нема сила да речеме освен ВМРО што може да го победи, например конкретно Заев. Иако секој човек со мозок, кога ќе види перформансот на партијата ВМРО како опозиција во парламент, ќе види дека колку што има вина, да речеме Заев, за нормализација на ова тотално ненормална ситуација на прекршување устав, закон, деловници, значи буквално комплетно срозување на правниот систем на државата. Значи колку што има вина Заев за тоа, толку има вина и ВМРО, затоа што тие цело време му обезбедуваат кворум, му гласаат и да речеме се многу дисциплинирана опозиција која што така си се нареди на ред позади Заев и сега чека да му помине редот на Заев, па тие да дојдат на ред да бидат на власт и Миленко иако да речеме тој се представува како дисидент, како човек што секогаш ја гледа реалноста на работите, гледаме дека цело време на крајот ја тера сепак воденицата кон ВМРО да помене. И тоа е негово право.
Значи, апсолутно немам против Миленко да си биде за ВМРО ДПМН и да агитира за ВМРО ДПМН. Значи, тоа е дозволено во било која демократска држава. Ама не е фер да се продава тоа како јас сум непристрасен и као не знам, секогаш ја кажувам вистината и точно анализирам, а сепак крајните ставови стално да се од една страна само. Тоа е една индикативна најава. Од целото тоа некаква мала искра. Мала искра, Христијан Мицкоски не плескаше. Врвен чин на Не. храброст или Не, не знам точно. што, одважност, Така. меѓутоа покажува. Што покажува Миленко? И јас морам да го одвојам тоа. Сите други Ете, значи апсолутно. Зошто мора да го одвои тоа дека не ракоплескал Миленко? Ова не ракоплескал Христијан Мицкоски. Зошто не оддели дека Христијан Мицкоски апсолутно колабораторски се понаша во последните, не знам, година-две со владата на СДС. Например, тоа ќе биде поинтересно малце да се истакни отколку дека што знам не слушал, дека не слукал. Зошто например не истакнува дека Антонио Милошовски например многу талентиран пејач. Значи тој испеа многу интересна numera која дента кога СДС го прекршуваше протоколот и законот и уставот и кога се изгласа собрание на тревникот пред собрание. ракоплеска френетично као не знам што да било. Ја да кажеме, мислам дека и самото влегување на НАТО кога би влегле ако ратификува Шпанија или евентуалното некогаш по 20 години влегување во Европска унија која до тогаш нема постои, не заслужува ракоплескање, камоли вакво нешто. Значи Квиско направил добар избор. Јамбунаева. Така е. Гласале сите, што значи тоа? Значи дека сме ние од СДСМ навикнати на предавство. Тие никош не биле македонци. Никош не Точно. биле македонска партија. Апсолутно точно. Тие секојаш биле предавници. Уште Точно. од оној го постирав и ке мене на Facebook. Славен говор на Бранко Црвенковски на Јас би рекол дека поќе се платеници него продавници. Епитетот предавници би го зачувал за ВМРО сепак. говор на собраниската говорница во собранието на Република Македонија кога вика да македонска химна, ама и југословенска мора да се свира. Апсолутно. За да не бидеме ние повредени. Еве не ве повредуваме вас, вие свираме македонската, ама не ве повредете нас, свирете ние нашата југословенската. И тие со ништо не се променува. Тоа се исти клиенти, тоа се исти нерани мајковци, тоа се исти апаши цело време. Еве Апсолутно. завршно со Тетекс пред некој ден. Трае таа криминална транзиција, трае 3 децении. Останува секако ВМРО да помана и секогаш тоа прашање. Мислам дека овој собраниски состав на ВМРО ДПМН уште од пеењето на песничката ова е пуч, го заврши својот политички лет. Еве, гледаме тука, значи Миленко тоа му е штикот да речеме, тоа е прво, кажува вистината, кажува тоа што е реално што се случува, ама после некако најдва начин да му најди да речеме на не на целокупното ВМРО, иако често и на целокупното ВМРО, ама на специфично некои поединци на ВМРО да му најди како демеке да сите се за нигде, сите гласа, ама овој не ракоплескаше, ама тој не знам, еве ќе слушнеме. Сега да кажем сите ќе биде претенциозно, ама најголемиот дел со ова завршуваат. Оние осумина предавници, тие што се со Нола, со Крсто Муковски, со тие, со Арнаудов, Василевски, таа Емилија, така натаму тие сигурно завршуваат, меѓутоа и од Таман работа да не завршуваат тие. овој се уште останат дел нивниот лет политички е завршен и ќе мора да се снаоѓаат во некој друг дел од животот. Ајде да видиме како ќе се снаоѓаат Антонио Милошовски, кој што гледаме дека се позиционира сега пак да биде на некоја листа. Не, гледаме и Владко Ќорчев некако се позиционира и тој. Мислам, ќе биде интересно да се видат кои се листите на ВМРО ДПМН, ама ако имат било кој пратеник од сегашниот пратенички состав, а јас мислам дека повеќето ќе бидат од сегашниот пратенички состав, ќе биде тоа апсолутна катастрофа. Што секако ќе им е тешко, оти вечно ќе го имаат печатот на предавници, на одродници. Мислам сите тие. Сега и тие што се као некои подостанати, ама се нестабилни од типот на Рангелова и така натаму,
Тие исто го завршиле, меѓутоа и најголемиот дел, ако не и сите, пратеници од сегашната гарнитура Ќе видиме. во ВМРО ДПМН, која е таква каква што е во овој момент и реално ова е тежок баласт Апсолутно. кој они треба да го носат и со кој треба да се справуваат и со кој сега до изборите ќе мора да се соочуваат. Не е пријатно, секое излегување во јавност е тоа. Џабе во Може салата Христијан, во може да, Христијан, може Христијан да кажува, јас не ракоплескав, може тоа ќе биде кога ќе излези на Алфа и кога ќе го прашат што направи ти за Македонија, ќе речи па види кога му дав инструкции на сите мои пратеници да гласат за ратификација на Северна Македонија во НАТО, јас не ракоплескав и мислам да видиме колку ќе оди тоа далеко, да го одвоиме, да речеме. Скандирате никога северна, кога овдека ете скандирате на НАТО, кога вика вие сте северни. Така значи нема да им е пријатно, него многу тешка задача во предизборието. Така е. И тоа е за собранискиот состав. Меѓутоа, овдека прашањето постои, а што сега? Постојано е, добро, не тоа, не ова, не Курто, не Мурто, ама кој? Има ли некој што не е Курто и Мурто? А што е релевантен? Нели? Да видиме што има реално две релевантни партии, СДС и ВМРО ДПМН, другото е све. Апсолутно. Има желју. Така е. Да го видиме конкретниот пример на потпишувањето во најава ратификацијата за влез во НАТО. Сите се напади врз ВМРО, дека ВМРО, бидејќи е десна партија, национална, националистичка, патриотска, и тие би требале да доваде да се согласуваме, и го кажав. И кажав кои се жртвите што тие ќе ги поднесат и каде тешко ќе се бранат. Иако, нели, ВМРО во рамките на границите кои може, каде што може се движи, ги прави своите потези со Мизрахи, со поднесување на барање за распуштање на парламентот без Северна и така натаму, има тие. Значи, еве пак гледаме. Иако ВМРО во рамките на своите можности прави некои напори и да ги видиме кои се тие напори. Мизрахи стои пред табла на министерство која што е апсолутна фабрикација и комплетен фейк ньюз. Значи таа табла и самата жена Мизрахи, значи го имавме ние постирано и видеото кај нас на Facebook страницата. Значи жената не му беше јасно од што се прави толку голема фама, затоа што таа стоела пред табла на Министерство за труд и социјална политика, која што од секогаш таму. Значи, дури и тие прашуват, ама зошто нема Северна нешто, таа вика, слушајте, значи, ова е табла на Министерството, јас сум министер на Министерството, стојам пред таблата на Министерството. Значи, жената многу честно изреагира со неверица, зошто од ова се прави толку голема работа. И сега ВМРО и да речеме сателитите на ВМРО како Миленко, значи тие наместо да го земат она што го вели жената, што се вика на face value, онака како што го вели, тие упорно му натураат овај наратив дека таа била херој, дека таа, не знам, влегла во министерството, таму имала некоја табла Северна Македонија, па зела ја искршила, па порачала друга табла, па ја наместила, па му почнале новинарите. Како не ти е срама? Таа рекла, не, точно ќе платам 5000 евра, ама не ја тргам оваа табла. Значи, комплетно фабрикуван наратив. Значи, на кутрата жена му го наметна ни крива, ни должна. Мислам, јас не имам многу гледано жената, ли таа изгледа како нормална, светски едуцирана жена, кој што сигурно му е непријатно да се наоѓа на центарот на ваква комплетна фабрикација и глупост што му ја плетат, да речеме, пиарот на ВМРО, а и еве Милинко као успут вика, види ВМРО можеше што да направи тоа што направи. Рашела стоеше пред таблата која што, да речеме, никој не кеше да стои. Еве пуштиле некое барање, речи го во собранието, во кој што не пишало Северна. Ма тоа е смешно да се збора. Значи ВМРО на толку перфиден начин му помогна на СДС да ги помини буквално сите закони кои што
дополнително комплицираат ситуацијата што СДС ја доведе со нелегалното преземање на власта во Република Македонија. Значи, ВМРО не само што му возможи тие некако посредно да се легитимизираат, туку, значи, ВМРО немаше ни доблест да гласа за ратификување на НАТО, онака како што луѓето гласа на референдум. Мислам, толку е расипано ВМРО, што се ти вакви банални работи да ги кажуваш како некаков подвиг во рамките на можности, да речеме во најмала рака е, да речеме, нечесно, а еве да не речеме во најлош случај е апсолутно злонамерно. Значи, Миленко, молим те. Но, тоа е реално многу повеќе очекува јавноста. Не зафркавај. Да сме си искрени. Не е нормална јавноста што Што правиме очекува. со другите? Еве го Пред клучно. собрание, Така. тој ден, имаше, тоа е пред 2 дена, не е пред 100 години, имаше полиција, толку многу, а и по патот од аеродром Петровец све до град, по сите оние надвожници, како да ќе доаѓаат да напаѓаат оние на Силверстер Сталоне, оние Expendables. Ќе доаѓаат Джейсон Статам, ќе доаѓаат Брус Вилис, Джеки Чен, не знам, сите ќе доаѓаат, Арнолд Шварценегер, сите ќе доаѓаат и ќе напаѓаат. Толку имаше војска и толку беше тоа. Па може да мислеа дека да не се побуни ВМРО. Немај се. Меѓутоа народ немаше. Од она што погледнав видео, јас не бев. Група луѓе ваму, кај градска група луѓе кај Порта Македонија, односно плоштад Пела. Така, ништо значајно. Многу малку. Така. Сега се поставува прашањето. ВМРО ракоплескало собранискиот состав. Добро. Значи, проблемот не е дека ракоплескало ВМРО. Проблемот е дека гласаше ВМРО. И не само за тоа, гласаше за многу други работи. Седеше на сите комисии. Значи, апсолутно нема никој проблем со тоа што ракоплескале. Значи, исто како што нема никој проблем со тоа што пееле. Проблемот е дека не направиле ништо друго. Ама еве да продолжиме. Што е твојот аргумент, Миленко? Каде беа другите? Каде е силата на другите? Да појдеме со ред. Ајде. Левица. Тие идеолошки се на сосема спротивна страна. Ако се лева партија и левица, сосема спротивна страна од НАТО. Значи од капитализмот, од буржуите од западот. На страна што даде црвени линии Апасиев, каде што рече тие што кога ќе влеземе и ќе освоиме не знам колку во парламент на изборите, ќе коалицираме само со тие што сакаат да го поништат Охридски договор. А гледаме сите се редат, да речеме, и се тепат секој кој побрзо ќе го уништи, ќе го прекине. Се извинам, Преспански договор. Во ред, ете се случи најгруба презентација на Преспанскиот договор, од левица на улица немаше никој. Не постоеше левица. Постои на Твитер, на Фейсбук. Не во реалност. Некоја емисија, ако го викнат, не знам, не сум го видел ве неколку дена. Меѓутоа, во акција не. Повеќе пати сум постирал неколку своји акции, во Брисел со Мирка и со Бобан, со мојата екипа на Кајмак Чалан и пишам доста хаштази, дајте акција. Акција немаше од левица. Не знам сега, Миленко, што би го задоволило критериумот на Миленко за акција. Не знам, требаше да излези и да скандира пред собрание Левица. Левица не е парламентарна партија, таа реално кругот на действување на Левица е многу ограничен. Значи, тие можат да направат буквално она што Миленко може да направи. Тој не се помалчил доди, мислам, не знам зошто бара од Левица, кој што се буквално во хиерархијата на политичка репрезентација на исто ниво како Миленко. Јас би рекол дури и према ричот и популарноста на Миленко се доста помали од Миленко. Не знам зошто бара Миленко нешто од Левица, што тој самиот не беше, да речеме, волен да го направи. Од Левица која соопшти дека ги собрала
овие потребните потписи, значи може да настапи на избори како партија. Така. Нешто со што долго време се губуреше. Следна партија Интегра, тие се доста нејасни од причина што нивниот лидер Љупчо Ристевски рече дека би требало да го дадеме полигонот Криволок за од тука да имало ракети насочени кон Иран. Не знам нас Иран што ни има сгрешено и која опасност ја имаме од таа древна цивилизација, стара, може не стара како македонската, ама тука во тие рамки, тоа се тие Асирија, Месопотамија и така натаму, Картагена, Египет, тие се старите цивилизации, Македонија пред се. Не знам што ни сгрешиле тие кутри луѓе, што ние од овде ќе им ги нацилјаме, не знам дали ќе ги гаѓаме со бомбите, не знам кој е планот. Значи, тоа е само програмска определба во програмата на Интегра. Значи, тоа не значи дека утре ќе почнат да се градат. Значи, тоа е програмска определба и речеме луѓето ќе се излезат на избори со таа програмска определба и ќе се произлеси гласачкото тело дали тоа е нешто што за кои што се заинтересирани. Мислам, не знам зошто сега Миленко се запнал 5 минути да објаснува како ракети ќе се пукале кон Ирак, тоа нема благе везе. Затоа што тие сака да се практикуваат свој живот, своја традиција, свој начин на однесување. Така. Единствена Македонија на Јанко Бачев и нив ги немаше. А тие се изричито нивната програма која јас сум ја во колумни кои всушност представуваат точки од програмата на Единствена Македонија, колумни на Јанко Бачев сум ги објавувал, каде што се согласувам со целата колумна, каде што пишува дека се против за членувањето во НАТО, против за членувањето во ЕУ и други работи. И ете го НАТО, нив ги нема. Добро, значи ти си ги поддржуваш програмата на Единствена Македонија дека да нема членство во НАТО, ама мислиш дека најдоброто што можеше да направи партија со избрани 51 пратеник во собранието беше да не ракоплеска откако гласаше за НАТО. Мислам, многу нефер споредби се овие. Ама ајде, да идемо дале. Ги нема овие бойкотирам, кои никој жив не знае кои се. Еве, еден јас. Значи, сите живи знаат кои се, да се разбериме. Значи, ако никој жив не знае кои сме, тогаш нема потреба зашто е трета емисија се занимава со нас. И колку се? Доста сме. И имаат некои живеат некој свој живот кој е на нет. И во реалност. Тоа не е реалниот живот. Аха. Со тоа не можеш да платиш струја, вода, да јадеш и така натаму, да возиш. Не. Па Миленко, значи, ние во реалниот живот, луѓето што се во движење бойкотирам, не се платени по 1000 евра од државен буџет за да ги представуваат гласачите во собрание, како што за тоа се платени пратениците од ВМРО кои што ги гласавме. Ме разбираш, ние сите имаме дневна работа. Мора да работиме за да заработиме, за да може да му ја платиме, речи го, платата на Антонио Милошевски, за тој да може да оди да гласа за нормализирање на Северна Македонија, за пристап во НАТО, иако ние изричито му кажавме дека не сме за пристап на НАТО, нити за промена на името со резултатите од референдумот. Значи, вие бойкотирам, тебе не ти е толку видливо, затоа што, брат, ние работиме за да има пари во буџетот, за да може тие 51 крлеш, кои што ти овде сега некако пробваш да ги прикажиш во некое светло, као демек не се тие толку лоши прат колку што можат прат. Значи ние му ја плаќаме платата за да не прат ништо друго освен да не представуваат нас и нашите желби во тоа собрание кое што е нелегално составено. Значи ти сега да не прозиваш нас као демек овие будалите работат 8 сати дневно на нивната нормална работа и после си го трошат вишокот од нивното време за да застанат и вака на YouTube да му декомпонираат, да речеме, демагогијата на Миленко, ние сме проблемот. Значи, не е проблемот Антонио, Владко, не знам, Илче, сите тие крлежи што ние
објективно ги гласавме за да ги застапуваат нашите интереси во собранието. Не се тие проблем, значи тие правеле толку колку што можеле, а ние што сега од својата нормална работа треба и од своето слободно време после нормалната работа треба да одвоиме за да застанеме и да објаснуваме колку недостоинствени и колку расипани работи представниците во парламентот кои што ние сме ги одбрале и Миленко да не прозива на неговата емисија и да неколку емисии поред креира некоја фама како никој не знае кој е движење бойкотирам, па не знам го кани Томче Ширков вади некои таму документи кои што веќе видиме што ќе се кажи за тоа, нема врска, да идемо дале да не запнемо. Можеш телефон да платиш. Има реален живот. И таму на нет си прават некои го ставиле и моето име, ниту сум ме консултирал некој, ниту сум одобрил, ниту сакам да сум во било какво мерење, тие предлагаат народот као предлага, народот се тој неколку луѓе. Види, значи, принципот на работа на предлогот за пратеничка листа на движење бойкотирам е апсолутна демократија. Секој може да си направи профил на нашиот вебсайт, да оди на пратеничката листа и да предложи буквално било кој. Тоа што ти, Миленко, си се нашол на таа листа, тоа значи дека некој во Македонија има доверба дека ако ти застаниш да го представуваш во парламентот утре, ќе го представуваш онака како што тој сака. Што значи има некој, и сега Миленко може тука да инсинуира 300 глупости, ама во принцип, значи ние нити блокираме некој од листата, значи буквално нити ние сами ги предлагаме сите имиња на листата, значи таму пишува кој наш активист го предложил кој човек. Значи ова е пак ќе речам еден обид да се дискредитира нешто што е ултимативно многу транспарентен процес на луѓето да си кажат јас ова сакам. И да, значи некој го ставил Миленко таму. Значи нечија желба е да го види Миленко таму. Миленко. И таму на сајтот пишува, доколку не сака да бидете на листата, буквално само испратете мејл или стапете во контакт со било кој од движењето бойкотирам и апсолутно одма ќе бидете тргнати од листата. И ние впрочем го направивме тоа со околу 10 на 15 кандидати. Така да Миленко отворен повик, значи јас сум и на Facebook, пази дупе на Facebook, на Twitter и на Facebook, слободно стапи во контакт, го расте на Twitter. Па и со Томче Ширков си го имаме муабетот и него ако го замолиш, нема проблем, утре ќе те тргнеме од листата. Значи, некој мислел дека ти ќе бидеш добар представник, може би грешил, не знам. Кои да бидат нивни пратеници за во парламент и ги има сите имија. Што може и да кажеме, не знам, може има 45, 60 имија, не знам колку. 90 има. Колку од кои 20 ги знаеш кои се другите 40. Први пат чува. И тие ги нема да покажат, нели едниот бил на основачот на ВМРО ДПМН, едниот бил внук, го нема внуков. А што да прави внуков, бре чајаче? Значи таму објективно ВМРО е во собрание. Внукот си ја завршил својата граѓанска должност, си гласал за ВМРО. Како што гласале полно други луѓе. И сега ти тука, мислам, да застанеш и да прозиваш луѓе кои што заради апсолутната раскапаност на македонската политичка каста се зафатиле да спасат нешто покрај тоа што мора да работат за да преживеат, и таквите луѓе требаше да направат не знам што, значи требаше да застанеме пред собрание, не разбирам. На пример, значи буквално што ќе се постигне ако стоиме ние пред собрание. Па значи ВМРО во собрание не може да го спречи тоа, а ние ќе го спречиме надвор од собрание. Значи не знам, значи Миленко не знам што замислува дека можеше да биде направено надвор од собранието, па сега сите овие организации кои што тој ги именува еден по еден, не го направиле, а ВМРО оноliko што можело не направило. Другиот бил не знам што и тој го нема. Никаде никој нема.
тие иако претходно веќе се распаднаа, па сега пак имав јас минатата емисија ми беше со Томче Ширков. Човекот си понесе документи, покажа ситуации, не навреди никого, меѓутоа реакција имаше жестока на луѓе кои не сакаат да ја чујат вистината. Добро, може не е тоа вистина, или е вистина, може ти имаш друга вистина и тоа е твое право. Значи, ова е малце, да речем така, ноншарлантно сваќање на ситуацијата. Значи, тој кажал една вистина, ти ако имаш некоја друга вистина, значи сега тој фактички потроши 45 минути од објективно најгледаната политичка емисија на, да речеме, на десницата во Македонија, да објаснува како уствари движење Бојкотирам немало реална кредибилитет да се нарекува Бојкотирам, затоа што, не знам, Бојкотирам било некое друго движење, каде што Томче бил потпишан, каде што Леѓа не бил потпишан. Значи, тој 45 минути можеше да излези и да зборува за тоа, а сега, не морало тоа да биде вистина. Демек, сега, ако имате вие некоја друга вистина, значи, кажете си ја. Ама ние не можеме да ја кажеме на истата платформа. Значи, како што реков, нашата платформа е многу помала. И кога се обидовме ние да ја кажеме таа вистина, тогаш не начекаа на ножка. Па шо се буните, тој никој не навреди, тој не рече ништо лошо. Значи, не рече ништо лошо, само во принцип го рече истото нешто во однос на нашето користење на терминот на Бојкотирам, што го вели Грција во однос на користењето на терминот Македонија на Македонија. Значи, сега според Томче Ширков, значи, ние немаме право да се викаме Бојкотирам, само тој има право да се вика Бојкотирам, или тој и уште, не знам, 10 души други што биле подпишани. Значи, тоа апсолутно и му префрлат, да речеме, не знам, на Сашо, дека тој се расправал кој бил прв, кој делал мајчки, кој делал ова, кој делал... Во принцип не е уопште тоа ситуацијата. Ситуацијата е дека движење Бојкотирам препознава дека Бојкотирам, иницијативата Бојкотирам на референдумот и на претседателските избори, навистина беше народна иницијатива во која што многу луѓе беа приклучени. И ние на никој не му гоускратуваме право да си го користат тоа име. Значи, тоа е име на народот. Значи, не знам, Томче Ширков има, не знам, на Facebook некоја група што се вика Народно движење Бојкотирам. Никој од нас никогаш нема ни да сонува да излези на некоја емисија и да му речи Томче Ширков нема право да го користи името Бојкотирам. Има некоја Facebook страна Бојкотирам Апсана, која што во принцип ритвита од левица ставови, значи не знам, се грижи за промоција на Димитар Апасиев помеѓу десничарите, или па не знам, можда се левичари тие што ја пратат таа страна, не знам, значи не би навлегувал во тоа. Значи тоа е само Facebook страна, тоа не е кохерентен политички субјект, значи тие немат, да речеме, контент како, да речеме, ние движењето што се трудиме да, не знам, значи правиме и колумни, дебати, емисии, значи кога ќе се речи Бојкотирам и движење Бојкотирам, реално во овој момент има само еден политички субјект кој што има некаква политичка агенда, која што е многу јасна. Поништување на сите три договори. Значи, враќање на ситуацијата, значи, поништување на се што беше незаконски донесено од 27 април. Значи, буквално само една активна политичка организација го носи сега името на Бојкотирам. И ние значи, ние не велиме дека никој не сме да го користи тоа име. Значи, кој сака нека го користи? Тоа е народно движење беше тоа. Кој сака нека се вика само Бојкотирам, нека се вика, не знам, движење Бојкотирам, нека се вика. Ние си имаме амблеми, ние си имаме, значи, заштитени логоа, брендинг. Значи, апсолутно немаме проблем со никој да се вика Бојкотирам. Оној што има проблем, значи, тоа излезе на емисија кај Миленко и 45, како се вика, минути, се обидуваше да го дискредитира нашето движење како ние да сакаме нешто некому да украдиме. Исто како што не обвинува Грција дека ние како македонци и како Македонија сакаме да му украдиме нешто од ексклузивниот бренд на грчката Македонија. Само тоа е апсолутно исто. И е многу лицемерно што, да речеме, со помош на Миленко и со помош на некои други, да речеме,
медиуми и личности кои се блиски до ВМРО ДПМН се обидува да се прави таква, да речеме, валкана кампања против нашето движење, кое што апсолутно нема проблем со никој. Меѓутоа, да забрануваш, односно да кажуваш ти што го носиш него или зошто он тоа кажува, да му забрануваш мислење. Апсолутно, значи бойкотирам, на никој не забранува мислење. Бойкотирам, нема проблем Томче да користи било што од бойкотирам. Не, апсолутно, обратен е проблемот. И е апсолутно нечесно што Миленко тоа тука вака го представува. Да му забрануваш слободно изразување, негов став. Не знам како можеме да му забраниме слободно изразување на негов став на емисијата на Миленко. Како може ние? Ние не сме нити држава, нити полиција, нити суд, нити ништо. Значи ние да сакаме не можеме да му забраниме. Мислам апсолутно безсмислено е овој муавет. Што те прави тебе различен од Вилма Русковска и оној Јовевски? Точно тоа дека ние не ги држиме апаратите на државата во нашата рага. Ние сме само, како што рече ти, само пред 5 минути, некои фиктивни момци на Facebook. Така? Што си ти различен од нив? И тие се едни фашистички извршители и ти си фашист во најава затоа што сакаш да забрануваш. Тој не бил овој, тој бил тој, ти кој си овој, кој е, ние бевме први. Најважно излезе кој прв кажал бойкотирам, а не е најважно ратификацијата у најава или Северна Македонија. Така, тоа не е најважно, најважно било кој е прв. Апсолутно не е така. Значи и ова е апсолутно нечесна репрезентација на ситуацијата и мислам Миленко, ако сака себе си да се смета за новинар и за непристрасен новинар, треба да се срами од вакви квалификации. Значи реално ние сме единствените што излегоа со буквално 3 точки на нашата програма: поништување на Преспански договор, Бугарски договор за добрососедство и сите закони и прописи што излегоа од така наречената Тиранска платформа. Значи многу јасно е ние што сакаме да направиме. И многу јасно е дека никој од нас ни во сон не би помислил да гласа онака како што гласа пратениците на ВМРО, кои што успут ние ги гласавме затоа што во нивната кампања тие велеа дека ќе се борат да се зачува името и идентитетот на Република Македонија. И исто како што Заев ги излаже неговите гласачи, дека нема да го смени името, дека не знам, дека ќе суди Арами Крац, мислам тоа е апсолутно смешно, не ми се ни збора за тоа. Исто така како што Заев ги измами своите гласачи, исто така и ВМРО ги измами нивните гласачи. И Миленко, мислам, многу е нечесно вака да седиш на емисија која што ти си ја изградил преку долга да речеме кариера и во македонска телевизија, и ваму и таму, и да го користиш тој дофат кој што, да речеме, во голема мера ти го овозможиле и плаќачите на данок и во мината Југославија и како се вика и сега, за ти са вака да придонесуваш кон заматување на работите наместо кон расчистување на работите. Или, примерно, веќе вратам назад, кога била ратификацијата во Преспа, Христијан Мицковски ги однел луѓето во Битола по улици Тоа е точно. Да се собираат, да шетаат, митингуваат, а за нешто друго беа уташмару нешто. Во ред, еве, не направил како што очекуваме ние. Ти што направи? Јас не сум избран од луѓето. Не гласаа луѓето за мене. Јас не излегов на избори со програма на заштита на државата и на незината култура, име, посебност, народ, сите работи. Не излегов јас за тоа. ВМРО излезе. И сега ти овде да го израмнуваш апсолутното отсуство на кичма на пратениците од ВМРО, кои што се платени од моите тешко заработени пари, за да го застапуваат мојот и твојот глас во парламентот, пошто предпоставувам и ти бойкотираше референдум, и тоа да го израмнуваш со нас, кои што сега се најдовме повикани од немајкаде да се занимаваме со ова. Значи сите ние си имаме работа. Значи сите ние си имаме некој бизнис, сите негде работиме. Значи никој од нас не ќе со ова да се занимава. Ама ти застануваш и ги штитиш
оние кои што ние ги плаќаме со ова да се занимаваат, а не се занимаваат, и не напаѓаш нас. Мислам, ова е врв на лицемерие, човеч. Ти тогаш, кога Зоран Заев и Димитров со Коцијас и Ципрас беа во Преспа, а Христијан Мицковски со Александар Николовски беа во Битола, ти кај беше? Јас си гласав на избори, бе, брат, за Христијан Мицковски да ме застапува мене. Значи, иако беше 2016 многу тешко да се гласа за ВМРО, покрај сите индикации за криминали, глупости, сите работи. Значи, апсолутно бевме сите патриоти под непрестан напад од медиумите. Вие сте жмрлјони, глупи сте, немиени сте, како работите во слуга на грујо, бла бла бла, 300 глупости, значи моравме да поднесиме, и 450.000 луѓе покрај таа канонада на глупости му ги дадоа гласовите на ВМРО. И тие буквално ништо не направија, значи или не направија ништо, или експлицитно го поддржаа криминалот на СДС. И сега да седи овде Миленко, човек кој што се представува како човек со интегритет, и овај муавет да го прави, значи ова е навреда за било кој човек кој што има тронка интелигенција. Ти некој си од овие неформални невладини. Ти кај беше? Они беа таму, во ред. Грешка е, да кажеме. Ти кај беше? Дома? На лаптоп? На телефон? Работев за да му ја платам платата на Антонио, брат. И на Квиско. Смарт. Аха. Ете ги немаше и бойкотирам. Родина. Исто така ги нема нигде. Ова било, тоа било, има неколку преубави таму, ја не знам дали се нивни членови, неколку пати сум ги цитирал, стварно вака убави, и сум ги објавил нивните, тој Карапетров, тој Славјански, така на тоа имат убави текстови, мене ми се допаѓаат, ја си ги објавувам. Веројатно си имаат и они кај да си објавуваат, не верувам дека има медиум од медиумите на Миленко, каде што нив, која ќе објават нешто, може поише да ги прочитаат во ред. И сметам дека е добар текстот, го објавувам, нема ништо спорно. Еве и сега нудам до изборите заинтересирани кои сакаат да се промовираат ова, јас уште у август ќе си погледнат таа емисија у август и кажувам за како ќе делува Дудинка и моите медиуми во однос на овие избори. Па се надеваме на покана, а и еве да речеме ние специфично ќе стапиме во контакт со Миленко за да побараме начин некако барем да си ја скажиме нашата страна од вистината на неговата емисија која што не е сомнено има голема гледаност и голем домет се разбира. Ќе видиме дали ќе ни успее. Значи ги нема и родина. Собрале потписи, не. Значи истата работа што важи за бойкотирам и за сите други политички субјекти во Македонија, истата нечесност е да се прозиваат тие за да направеле нешто за кое што луѓето платени за тоа одбиваат да го направат. Ете тука дури гостин мој имале они 100 годишен план или годишна визија. Тоа мене ми личи на Мај Камф, ми личи, нели? 1000 годишен рајх, нели? А Кутрио Томче, колку убаво го представи тоа. По 1000 години ќе имаме држава. Океј, толку од Томче. На татко и на Ангела Меркел. Ова е апсолутна глупост, мислам, ова е теорија на заговор. Така да, ете ги нема и нив. Ништо, нема. Натаму, има една група која не знам како да ја крстам, не знам кај да ги ставам, која ова, кои се од многу составени, се собрале, не знам, некогаш од Драмски, има список, ми пратија од овде до кујната таму. Таму е се тие ера трета, мислам, ја луѓе прашувам, знае која е ера трета, никој жив не знае која. Не знам, стави име нешто Горан Тасовски, појма нема никој кој што е. Значи, тотално неприметни. И тие пропуштија да направат должноста за која што ги плаќаме Антонио, Владко и Квиско. Океј? Никој не ќе да е, не. Секој може да е и помирен, потивок,
дигнат и така натаму по. Меѓутоа, за да успееш нешто во политика или да се наметнеш у држава, она треба јавност. Тие луѓе не ги знае никој. Со години. Со години. Или има newborn, кои како жижици горат 6 месеци, година, 2 години и така натаму, не горат 40 години. Како еден дечко овде во емисијава. И нив нигде ги нема. Гледај, вамо, таму, значи, никој не повика. Тодор Петров, овакви, не знам колку пари земал од диаспора, тие пари нигде ги нема, му давал тој Боби Темел. Парзениците знаеме точно колку пари земат. И знаеме точно зошто земат тие пари. За да застапуваат интересите на тие што ги избрале. Значи, колку пати да го кажеш ова, Миленко, дека Тодор Петров требало да дојде од кизна и каде и да го застапува интересот на гласачите кои што гласале за ВМРО и кои што ги плаќат оние, како се вика, 51 или не знам колку се сега, 45 пратеници кои што апсолутно со прст не мрднале. Значи, крајно нечесна работа. Мислам, ова и еве гледаме дека 23 минути Миленко збора за ова. Од, не знам, од Канада, па и тие ги снимало. Ова било, тоа било, приказки, гачки, едно друго, никој не знае што е вистина, што не е. Не, ги праќавме парите директно кај овие што се 27. Тие викаат, не, ништо не сме добиле. Фамилиите ни патат за леп. Ние плаќавме адвокати, не тие, ВМРО вика, ние им ги плаќаме адвокатите, хаос. Пред собрание никој. Во собрание 45 кои што гласат за НАТО. Никој не повика. Во собрание сите гласат за НАТО. Еве да кажеме диаспората примерно во Австралија или во Канада на Темелков. Бидејќи се знаеше кога е ратификација. Знаевме и сите од ВМРО се појавија за да гласат таму. Најава за ратификација. Прв пат во светската историја, во меѓународно право, меѓуполитички односи се случи ова. И добро е што ВМРО го поддржа, а? Не мислиш така, Миленко? Да однапред потпишеш дека некаде ќе влезеш некогаш. Што не излезе некој да го каже тоа? Или нека не гласа? Кога тие ќе се согласат сите. Бидејќи е тоа така, НАТО е, а Канада е земја, држава членка на НАТО, зашто тој ден не се собраа сите и отидоа у Отава пред Министерството за надворешни нивно, или пред Министерството за одбрана нивно, или пред владата нивна, Значи Миленко вели дека потешко беше за Антонио Милошевски да го љуфни за милиметар дугмето за гласање за НАТО. Значи тоа беше потешко и тој колку што можеше направи со тоа што не знам слукаше или не знам тешко му беше на душата, ама требаше и селениците од Канада да се собереле во Отава и не знам што направат. Мисла апсолутно не. Они си имаат македонска комитска, не знам како вечер со месо со праз. А бе лицемери, брат, лицемери. И кебапчиња со грачи. Тоа е врвниот така. Океј. Патриотски дострел. На тој дел од диаспората се надевам дека не е тоа се, дека Македонија има многу подобра и посилна, посветена диаспора. Да, му треба на Македонија посилна диаспора, затоа што се друго во Македонија, пратениците, судовите, почитување на законите, се до тоа работи. Сега диаспора што немаме, тоа е проблем. Има како броиш, гледаш нема, ете тие помали што рекоа, не знам што Лука Александров, не знам Јове Кекеновски, не знам овој како се вика Шехтански. Значи помалите нигде. Еве овие аплаудирале. Гласале. Ништо, гласале. Не гласале еден, двајца кој не бил тука, не, меѓутоа 114 120 гласале. И сега знаеш, не гласа се пишев херој. Не знам зашто е херој, може погрешка не гласал, може не бил таму, може се и прошверцувал, така натаму. Ете, они гласале. И вие што направивте? Ние што направивме? Мојата теза е дека ова... Ако може мојата теза пред да кажеш твојата теза, Миленко, ние тоа што го направивме, беше дека гласавме
за ВМРО во ситуација која што беше многу тешко да се гласа за ВМРО. Значи ние ја надминавме нашата сомнеш. Ја надминавме, како се вика, проблематичноста на нивната кандидатура. Значи ние направивме таков исчекор. Значи толку великодушно, значи постапивме ние гласачите и гласавме за ВМРО. Ете тоа ние направивме. Значи сега не знам, значи сега Миленко мисли дека ние покрај тоа што го направивме, кога почнава, како се вика, ВМРО, апсолутно да не ги застапува нашите интереси, иако ние немаме никаков механизам, значи настрана од сега, не знам, да неконтролирано да излеземе и да почнеме да се тепаме и такви некои глупости, да правиме да речеме револуција која што би била аналогна на северџанистанскиот џихад, што така ја викаме шарената револуција. Иако објективно, значи и да има таква револуција, и утре цело собрание да биде срамнето со земја. Значи апсолутно е толку замрсена ситуацијата на политичката сцена во Македонија, што не е ни јасно што би можело да се деси, дури ако толку неверојатно сценарио би навистина би се случило. Значи реално единственото нешто за кое што му префрла Миленко сега на македонскиот народ е дека не се организираја илјадници, стотици илјади луѓе и да, не знам, да влезат во собрание како на 27 април и да, не знам, пак на ист начин да бидат изиграни и од ВМРО, и од правната држава, и од судовите, и од се друго како што беа изиграни учесниците на 27 април. Значи, не ми е јасно дали е тоа што Миленко го предлага. Генерација направи што направи, не доволно, и дека ќе чекаме некоја друга. Значи, ова е буквално на ВМРО Муамето. Значи, ние толку можевме, иако не направи ништо, значи ние толку можевме и сега ќе чекаме, тоа, мора да прифатиме ситуацијата, иако беше комплетно насила, мимо правила, мимо устави, мимо закони, мимо основни цивилизацијски норми. Значи, мораме сега да ја прифатиме и да чекаме некоја друга генерација. Па еве овие виртуелните не му се чека нова генерација. Значи тие значи се идат, прат видеа, се мачат, пишат колумни, се трудат да значи разговарат со луѓе, разговарат со народ. Значи се обидуваат некако да го испрат она што како се вика претениците на ВМРО одбија да го направат. Ова е толку. Ќе мора да чекаме ново делење на карти, нов шпил. Толку од вас, брат. Нова рука, што би се рекло. Така е. Картаџиски. Во меѓувреме останува секој од нас поединечно, јас за себе си знам, секој од вас за себе, да си го практикуваме она што си е наше. За мене нема Северна. Кај да одам, кај да учествувам, не учествувам ако пише Северна. Во било кое пишување нема. Сметам дека не треба да сме, значи како се влегува во НАТО, така и се излегува. Како се влегува во ЕУ, така и се излегува. Британците покажаа. Колку е тоа лесно, значи вака која се прави као чамче муавет. А пред само 10 секунди рече дека и покрај тоа што не лесно, туку многу тешко и со многу прекршување на закони, правила се направи ова, сепак мора ние да го прифатиме тоа, затоа што е тешко да се излезе и некоја друга генерација треба да дојде. А сега само 10 секунди покасно лесно се излегвало од НАТО. Мислам. Тоа не е еднаш зададена и ништо не трае вечно. Ништо не трае вечно. И ниту еден договор, вклучително и овој, не е нешто. Секогаш кога се подпишува некои договори, овој договор решава све. Минхенскиот договор на Чемберлен со фашистите, со фашистичка Германија. И ова е тоа со ова донесовме мир, излегува од авион. Ова минимизација на огромното негативно значење на Преспанскиот договор е апсолутно уште една нечесна работа што прави Миленко. Чемберлен во Лондон и мафта се искарти, ева овдека подпишавме нешто војна. Молотов-Рибентроп војна. Дејтонски споразум војна. Рамбује војна. Ништо. Кумановски договор за Србиве, еве Косово не може да си го вратат. И нити некогаш ќе го вратат, така личи. Значи ништо не важи. Еве овој за Не е точно дека ништо не важи. Преспанскиот договор важи.
Рашела Мизрахи беше разрешена заради конфликт со одредбите во Преспанскиот договор. Значи сепак нешто важи. Договорот со Иран за атомска енергија, демек да не прават ракети ово. Ама тие го игнорират. Значи тие не заедно да го спроведват многу по-жестоко отколку што било кој очекуваше од нив, како што тоа го прави оваа окупаторска власт начело со СДС и во соработка со ВМРО, партијата која што ти упорно ја браниш поради некоја причина. Тие што треба да што им одговара американците, тие го викат не важи више. Значи не важи. Тамо да не влагам во историја тамо за Јапонија, за Манџурија, за Сахал, Некел, моје, твое, наше, ништо. Договорите меѓу Руското царство, а потоа и Советскиот сојуз и Јапонското царство. Страшна работа. Така да и ова. Јас не го сметам. И ова ќе помним. Го сметам за лист хартија, потрошен, небитен, неважен и дури во историски ова. Оно што е битно е дека инаке, ако беше важен, тогаш ќе требаше да бара нешто да се преземи од страна на најголемата партија која што треба да ги застапува интересите на македонците. Вака, ако се прифати дека ништо не може да се направи, тогаш одма од тоа следи дека за ништо од ова не е крива најголемата партија на македонците во Македонија. И затоа сега сите на следните избори треба да гласаме за ВМРО, што во принцип тој го каже и прошлата емисија со Томче Ширков, кога на крајот тоа кога се изнаправија муавец и застана и Миленко му вика: значи да резимираме, единствен пат напред, начин да се победи Заев е ВМРО да победи. И овој му вика: па несомнено е така. Мисля, апсолутно. Како можеш ти да го победиш Заев со тоа што ќе му даеш власт на другата половина од проектот на Заев? Значи, мислам, некој овде мисли дека гласачите се апсолутно неинтелигентни и прости и дека може да ги лажи буквално како сака. не можеш не ми го земај. Јас ќе го исправам Диоген, мислам, скромен сум. Не сегам овде кај ги има сите Платони, Спинози, Аристотели, така да. Значи тие се ова Миленко не е ни графче, ни зрно во однос на нив, меѓутоа ќе го исправам не ми го земај она што не можеш да ми го дадеш, него не можеш да ми го земеш она што не можеш да ми го дадеш. Не можеш да ми ја земеш Македонија. Не можеш да ми го земеш идентитетот. Освен што ти го задаја, значи ти идентитет немаш ни за по дома. Значи ни во лична карта не ти е дозволено да ти го пиши тебе идентитетот, вече. Значи буквално по секој основ ти го имат земено идентитетот. На кој ти му објаснуваш тоа демагогија? Не можеш да ме земеш историјата. Апсолутно ти ја земат историјата. Значи сега дури збораме има состаноци на мешовитата, како се вика, комисија за заедничка историја помеѓу Македонија и Бугарија. Во Преспанскиот договор има член во кој што пише дека ќе се формира како се вика комисија која што треба да ги промени учебниците за да не биде толкувањето негативно, за добрососедство и за тоа. Значи буквално ти ја менуваат историјата, дури седиш ти го зборуваш ова, а ти го зборуваш како да значи, како да е некоја вистината. Не можеш да ми ја земеш традицијата. Не може. Не бива. Не иде. Енде. Не иде. Ја мојата... Еднаш, два пати сум правил овие 15 години емисија. Малку сум пипнувал за мојата фамилија, за татко ми, за брат му, за моите деца. Сега да не ја замарам оваа емисија со тоа. Не можеш тоа во нас. Не сакам. Сакам Македонија. Ама амерички пасош не. No, thank you. Thank you very much. Thank you and goodbye. Thank you and fuck you. Не можеш да земеш нешто што не можеш да ми дадеш. Добро, остаток од оваа емисија е Миленко кај што кажува дека да, имал работа во македонска телевизија, бил спортски коментатор и да, се појавувал на работа и си ја вршил работата и за тоа нешто имаше тетрадки покажуваше. Супер, одлично, тоа е, мислам, вредно за воскит, човек кој што вредно си ја работил својата работа, човек кој што, да речеме, си сака авантура, се расшетал сите тие работи, мислам, не е битно се тоа да го разглаваме. Главната работа, значи, не ќе ме сватиме да бидам сватен погрешно дека јас некако сега го напаѓам Миленко. Значи, мисијата на движење бойкотираме да ја кажува вистината.
И значи на вистина е кога ќе видиме дека некој дали намерно, дали ненамерно, дали со агенда, дали без агенда, ја извртува некако вистината и покуша да прикажи во некое светло кое што ние мислиме дека е несоодветно и нечесно, значи еве и во иднина ќе се потрудиме вака, пошто објективно немаме ние значи пристап до емисијата на Миленко, освен ако не одлучи да не покани или да речеме да ги прифати нашите барања да гостуваме на неговата емисија. Значи немаме пристап на медиуми, единствен начин е вака да си правиме, како се вика, виртуелен разговор ние виртуелните. Поентата е само да се разјаснат некои работи и да се покажи недоследноста во некои од аргументите кои што Миленко ги употребува за да ја го оправда срамното однесување на партијата ВМРО ДПМН во нелегално донесеното собрание. Тоа е тоа. Се гледаме во некое друго издание на ваков тип на емисија, каде што ќе си разговараме вака виртуелно со некој кој што или не сака, или не сме, или да речеме не се осмелува да не покани на емисија кај него. Фала на сите што гледавте и се гледаме во некое друго издание на Движење Бойкотира. Поздрав!